пратенички прашања во собраниската сала има. Опозицијата поставува прашања до премиерот, министрите и пратениците во установена пракса секој последен четврток во месецот. Одговорницата денеска прв се обрати лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, кој директно го обвини премиерот дека под негова директна команда пратениците на мнозинството ги оставија работниците без заслуженото зголемување на платите. Седницата ја следи колешката Далиборка Демјанска. Далиборка, за што друго прашува опозицијата и како тече дебатата? Александар, опозицијата, дебатата всушност почна со обраќањето на председателот на СДСМ Венко Филипче, кој кажа дека нема да прашува за минималната плата, за пензиите, за земјоделците, за лозарите, за тоа што не очекува дека ќе добие соодветни одговори. Исто така кажа дека нема да праша за евроинтеграциите, праша повеќе прашања од типот на зошто се носи законот за образование во ваква форма и зошто се инсистира на него, затоа што смета дека е противуставен, за реакциите. Но јас сепак првим би почнала со тоа што утринава имаше брифинг и председателот Гаши. Тој не сакаше да коментира за враќањето на Артан Груби во државата, туку само кажа, повика да се внимава да политиката да не се меша во правосудството, односно сите политички фактори и општествени фактори да се потрудат да се воспостави правната држава. Предлагам првин таа изјава да ја чуеме. Тоа дека е крајно време да престанеме да се мешаме во судството. Таа перцепција кај граѓаните дека има некаков договор остава лошо чувство кај сите граѓани, така да мојата порака би било конечно секоја институција да си ја врши својата работа. Во овој дел судството и обвинителството има процес, нека си ја вршат својата работа совесно и професионално, тоа ќе биде доволно сите граѓани да бидат задоволени. На крајот на краишата битна е правдата. Да, вакво прашање немаше на пратеничките прашања од страна на опозицијата, од таму и пратеникот од ВМРО ДПМН Љупчо Пренџов излезе и се обрати до премиерот со прашање дали навистина има договор, некаков договор за враќање на Артан Груби во државата, на што тој одговори дека такво нешто нема и дека сите одлуки околу Груби ќе ги носат судството и обвинителството. Како што веќе кажав, меѓу прашањата што председателот на опозицијската СДСМ ги постави, едно од главните беше законот за образование, зашто тој обвини дека министерката најверојатно не го носи самата, туку под притисок од премиерот. Мицкоски пак потврди дека е директно вклучен во носењето на овој закон. Да ги чуеме и овие изјави. Тој закон е противуставен. Не сме владата да прави таков упад во автономијата на универзитетот. Не смеете да укинувате универзитети и програми по волја само на министерот и некој негов тим. Јас сум прилично сигурен, жал ми е што професорката не е тука, дека ова не го прави на своја волја. Туку трпи притисок од вас. Ја многу добро ја знам професорката Јаневска. Не е таа жена која што е без искуство и би правила вакви измени соочено со сериозен отпор од сите факултети во држава, и државни, и приватни, и така натаму. Да, точно. Јас сум вклучен директно во Законот за високо образование, заедно со професорката Весна Јаневска. Затоа што сум јас од високото образование, од каде што сте вие. И да, не можам да се поминам со фактот што немаме универзитет во првите 2000 според Шангајската ранг листа, а таму има, да речеме, Љубљана, Загреб и Белград. А знаете зошто? Затоа што на шверцерски начин, еден ваш поранешен министер, за жал мој колега и ваш колега, од универзитетот, го помине измените во законот тогаш и денеска можете да станете редовен професор, Рената Треневска-Десковска, ќе ви кажам кој. И денеска можете да станете редовен професор откако ќе објавите 6 труда на некој предатор научно списание или научна конференција во која што во уредувачкиот или програмскиот одбор ќе има представници од 4 земји, на пример Србија, Косово, Албанија и Македонија.
Пратениците од Европскиот фронт повторно се интересираат зошто не им се дозволи на студентите албанци да полагаат правосуден испит на албански јазик, на што министерот за правда им одговори дека тоа е противуставно. Да ги чуеме накратко и овие изјави. Веќе е јасна намерата на министерот Филков, значи вашата намера, што инсистирате незаконски албанските студенти да немаат право правосудниот испит да го полагаат на албански јазик. Иако во Уставот на Северна Македонија, кој произлегува од Охридскиот рамковен договор, ова право е загарантирано. Сега да не ја доведуваме јавноста повторно во илузија околу правосудниот испит и околу тоа како се полага или како може да се полага. Во моментов можност за полагање на друг јазик, освен македонскиот, не постои. Затоа што правосудниот испит е стручен испит, а не е управна постапка и тоа на вас ви е многу добро познато. Во моментов овде прашања поставуваат пратениците од власта, ние остануваме тука, ќе ги проследиме сите прашања и одговори, а повеќе детали ќе имаме во следните вести.